ВМРО од ДПМН бара оставки од СДСМ, СДСМ бара оставки од ВМРО од ДПМН, а за ДУИ сите молчат. По оставката на пратеникот Павле Богоевски, македонскиот собраниски живот веќе нема да биде ист, дециден е политичкиот аналитичар Борјан Ѓузелов во гостувањето во отвореното студио на 1 телевизија. Па тоа се двете реалности денес во Македонија. Значи, Христијан Мицкоски, као лидер на опозиција, се уште не може да се оддели од една неуспешна политика која е сериозно инкриминирана и така натаму на својот претходник. Од друга страна, за дело кое тек сега треба да се расветли, да се види како што, се случува оставка. И тоа се различните две вредности кои денес ги имаме во македонската политика. А за ДУИ никој не зборува. Тие не отстапуваат од ставот дека тие одговараат само на нивниот председател Али Ахмети. Собранискиот аналитичар Тодор Пендаров вината за ова ја гледа во премиерот Зоран Заев. Ја не мислам дека е Дуи Кочничар, прво преска го кажав и сега го повторувам. Не мислам дека е Дуи Кочничар. Толку е капацитет на оваа влада. За Ѓузелов оставката на Богоевски нема да донесе сериозни потреси во начинот на функционирање на сите државни институции. За собранискиот аналитичар Глигор Стојменов, тоа е почеток кој ветува. Начинот на кој моќта функционира во политиката и на начинот на кој моќта на партиите се ограничува, односно во нашиот случај не се ограничува од страна на институциите, многу малку ќе се промени ако не постои агент на промена кој има доволно политичка моќ, има политички моментум и е спремен да ризикува својата политичка кариера за некоја повисока цел. Овој почеток денеска ветува на некој начин, тој ќе мора да направи големи промени, затоа што се согласуваме сите дека луѓе кои во овие 2 години може да се лоцираат слабите страни, тоа го видовме и во кампањата кога се одеше. Значи, има точно и пред него и зад него поединци кои не ја оправда довербата. Пратеникот и председател на Собраниската комисија за мандатно-имунитетни прашања Павле Богоевски поднесе оставка откако во јавноста беше објавена аудио снимка на која се слуша неговиот глас како нарачува пола од нешто. Оваа негова одлука ја фрли во сенка закажаната седница на комисијата на која требаше да се расправа за одземање на имунитетот на Никола Груевски, кој 6 месеци неоправдано отсуствува од работата на собранието.